Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани е во преговори со Министерството за труд и социјална политика да се обезбедат пари за изградба на регионалниот дом за стари лица. При посетата на Центарот за ран детски развој во Тракање, министерката Царовска најави дека очекува идната година да се најде модел за финансирање на објектот. Локалната самоуправа на Кочани и Сдруженијето на пензионери очекуваат подршка од државниот буџет за изградба на регионалниот дом за стари лица, за што веќе е подготвени технички проект, а обезбедена и соодветна локација. Во Министерството за труд и социјална политика е оценето дека станува збор за одличен проект, при што министерката Мила Царовска при посетата на Кочани во вторникот попладне најави дека финансирањето треба да се обезбеди за идната година. Се усогласи проектното конечно решение за градба на старски дом кој што е регионален. Мислам дека уште се водат преговори по однос на финансирање од страна на владата и како ќе биде моделот на финансирање, но во секој случај сум сигурна дека до наредната година ќе изнајдеме решение како да го финансираме и дека ќе почне и тој, како што веќе го потпишавме договор за детската градинка. На работната средба со министерката што се одржа во општина Кочани, а на која присуствува и представници од Сдруженијето на пензионери, беа представени досегашните активности за реализација на проектот. Градоначалникот Илиев нагласи дека еден од приоритетите на локалната власт во наредниот период ќе биде токму грижата и заштитата на највозрасната категорија граѓани. Сега водиме интензивни разговори и со владата, а посебно со Министерството за труд и социјална политика за највозрастите, бидејќи и на нив и е потребно сместување, згрижување, бидејќи како што сме сведоци, младите се почесто ја напуштат нашата држава. За изработката на техничката документација за домот за стари лица во Кочани пред неколку години беа потрошени околу 2 милиони денари, од кои дел се обезбедија преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Освен изработката на главниот проект, со овие пари требаше да се направат и потребните геомеханички и асеизмички испитувања на земјиштето во поранешната касарна, каде што треба да биде лоциран објектот. Почетните пресметки тогаш покажаа дека за негова изградба и комплетирање неопходна е сума од околу 1 милион и 320 илјади евра. 852 земјоделци во Виница ќе користат зелена нафта од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата на Република Северна Македонија. Од вкупно 200 милиони денари колку што се предвидени со мерката 8 од програмата за финансиска поддршка на земјоделството, 1 милион и 700 илјади денари се за земјоделците во Виница. И во Виница паднаа првите договори за користење на зелените картички за набавка на бесплатно гориво за земјоделска механизација за земјоделски стопанства. Од вкупно 200 милиони денари, колку што се предвидени со мерката 8 од програмата за финансиска поддршка на земјоделството, 1 милион и 700 илјади денари се за земјоделците во Виница. Благодарност до владата на Република Северна Македонија и до Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство за проектот кој што го најавија уште во минатата година, а тоа е воведување на зелена нафта за земјоделците кои што се регистрирани во нашата општина и во цела наша држава. Со оваа мерка се опфатени 55.000 земјоделци на ниво на држава и има некаде околу предвидени средства околу 200 милиони денари. Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Виница почна со реализација на мерката 8 од програмата за финансиска поддршка за земјоделството во 2019 за финансирање на дел од трошоците за набавка на нафта за земјоделската механизација. Оваа мерка оваа година може да ја користат 852 земјоделски стопанства. Вкупната сума за оваа мерка за општина Виница изнесува околу 1 милион и 700 илјади денари. Согласно методологијата и критериумите, минимум средства за оваа мерка се предвидени 500 денари, додека максимумот за оваа мерка е 100 илјади денари. За виничките земјоделци секоја субвенција, па и оваа е добродојдена. Доста значи во секторот на земјоделието секоја помош. Како субвенции, растително стојчарство, млад земјоделец. Секој дека е многу добро, но кога ќе биде повеќе цената за зелената нафта би било подобро. И користиме сите во гранки на субвенциите.
Помошта е во висина од 30% од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на дизел гориво за земјоделска механизација, но не повеќе од 100.000 денари по земјоделско стопанство, а овие безготовински картички се наменети за набавка на дизел гориво на било која станица на МАК Петрол АД на целата територија на државата. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе направи повторно санирање на оштетувањата на изолацијата на цевководот за геотермална вода. Постапката за избор на изведувач е во тек и треба да заврши во почетокот на идниот месец. Комуналното предпријатие Водовод ќе издвои пари од сопствената сметка за поправка на оштетената и набавка на нова изолација на дел од системот за геотермална вода, што се протега на потегот од селото Горни Подлог до корисничките места во Кочани. Ваквите трошоци се дел од активностите за одржување и санирање на штетите на главниот цевковод, што вообичаено секоја година дополнително го оптоваруваат буџетот на предпријатието. Со парите наменети за поправката треба да се обезбеди целосно нова термичка изолација на цевководот во должина од околу 1500 метри. Веќе е започната тендерската постапка за избор на давател на услугата, од кого се бара да ја замени оштетената стаклена волна тервол со дебелина од 10 см, како и да обезбеди пластична фолија за заштита што е отпорна на ултравиолетово зрачење. Одговорните во Водовод велат дека оштетувањето на изолацијата на цевководот е поради влијанието на временските услови, но и од несовесните постапки на одделни граѓани што со години ја оштетуваат изолацијата. Иако повеќе пати досега имаше апели и предупредување да не се краде изолациониот лим, тоа останало без поголеми ефекти, па вработените во работната единица Геотерма ќе мораат повторно да направат трошоци за обновување на оштетената изолација. Иако не се работи за нова инвестиција, активноста вообичаено е еднаш годишно заради одржување на целиот систем. Проблемот со оштетувањето тешко се спречува, а најчесто се јавува во текот на грената сезона, но и во летниот период. Веќе е објавен јавниот тендер за избор на изведувач на работите, а пријавувањето на заинтересираните трае до 4 септември. Се планира санацијата на цевководот да заврши пред почетокот на новата грејна сезона. Свинското месо мора задолжително да биде етикетирано, односно да се знае неговото потекло и каде е одгледувано и заклано животното. Вакви правила донесе Организацијата на потрошувачи заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство по појавата на африканската чума кај свињите во соседните држави. Со ова ќе им се помогне на потрошувачите да ги избегнат оние видови храна или состојки кои може да предизвикат алергиска реакција. Од сега па натаму на етикетата за свинското месо треба задолжително да се посочи каде животното се родило, каде е одгледувано, гоено, заклано и сечено. Исто така мора да стои дали храната содржи генетски модифицирани производи и дали состојките на храната може да предизвикаат алергија, други причини за неодамнешните промени. Вакви правила донесе Организацијата на потрошувачи заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство по појавата на африканската чума кај свињите во соседните држави. Доколку некоја храна содржи ГМ производ или пак доколку производот добиен од ГМ материјал е вклучен во произведувањето, тогаш етикетата мора да го содржи тоа. Проблеми се јавуваат алергии предизвикани од храната од свинското месо и од нетолерантност на определени видови храна. Бројот на населението во град Кочани кој страда од алергии произведувани од храна или кој има нетолеранција на определени видови храна, на кикиритки или латкоза, например, се повеќе се зголемува, приближно 8% од децата и 3% од возрастните страдаат од алергии предизвикани од храна или пак од нетолеранција на одредени видови храна. Во текот на вчерашниот ден владата донесе сериозни и радикални мерки за да се спречат последиците од свинската чума, кои може да бидат катастрофални за свињарството, но негативни и за целата економија. Штетата само по извозот би била околу 50 и 60 милиони евра, а вкупната над 100 милиони евра. Одстрел на дивите свињи, уништување на питомите свињи кои не се под биосигурносен надзор и засилени царински контроли на граничните премини, за да се спречи неконтролирано внесување
внесување свинско месо, се дел од мерките што ќе бидат преземени за превенција и спречување на ширењето на болеста свинска чума во земјава. Активирани во превенцијата се и од Организацијата на потрошувачи во Републикава. Питомите кај што се одгледуваат треба прецизно да се прегледа, да се гледа каде може и како да се чува, значи, добитокот или стоката. Во какви услови се чуваат свините, дали тие воопшто можат да издржат на ваква температура. Организацијата на потрошувачи ќе биде согледна и ќе согледува се што може во наредниот период, ќе оде на испитување по фармите, да гледа каде се чуват, во какви услови се чуват. Првата мерка предвидува намалување на бројот на диви свињи и на свињите кои се чуваат без биосигурносни мерки, чиј број е околу 18.000. Министерството за земјоделство ќе им даде дозвола на сите ловни друштва за одстрел на дивите свињи во наредните 10 дена, на ниво од 50% од годишниот план, што значи 4.000 диви свињи. Секој ловец за одстрела на дива свиња ќе добие награда од 1.000 денари и ќе може да го задржи месото. Питомите свињи пак, кои не се под биосигурносни мерки, ќе треба да се заколат, а собствениците ќе добијат надомест од 3.000 денари и ќе може да го задржат и користат месото. Свинската чума не е опасна и не ги напаѓа луѓето, но е смртоносна за свињите и брзо се шири. Освен во Бугарија, од пред една седмица е потврдена и во Србија. Ја има и во уште 20 други земји, а се шири и зема се поголеми размери. Театарски работилници од областа на пантомимата започнаа да се реализираат и во Кочани. Истите се под организација на општина Кочани, а едукатор е актерот и пантомимичар Трајче Ѓоргиев. Започнаа театарските работилници од областа на пантомимата, кои што ги реализира општина Кочани во соработка со нашиот познат актер, режисер и пантомимичар Трајче Ѓоргиев. Истите се одржуваат во Центарот за култура Бели Могри, а за сега се пријавија 8 влюбеници во театарот, кои претходно имале искуство на театарската сцена. Ѓоргиев им ја објасни пантомимата како невербална уметност, каде што сцените, предметите, местата и ликовите главно се предаваат по пат на гестикулација и мимика, при што може да се употребуваат маски или шминки. Пантомимата е, како да ја наречам, моја втора љубов, бидејќи актерската игра е првото со кое што се занимавам. Далечната 2006 ја специализирав во Бугарија на Софиската академија пантомима и од тогаш тргнав по светот со мојата представа Пантомимска, човекот, на неколку континенти. Некако заедно со целата таа работа произлези фестивалот интернационален за пантомима и физички театар, што го организирам веќе 12 пат во Скопје. И одржав неколку работилници во Србија, во Словенија, во Бугарија и така натаму. И еве во соработка со општина Кочани, минатата година на конкурсот за култура на град Кочани, пријавив една работилница пантомимска, просто да пробаме да едуцираме неколку луѓе заинтересирани за оваа театарска уметност, нели? Да поминат низ оваа работилница и јас искрено се надевам дека тие ќе се збогатат со едно поубаво театарско искуство, дека тоа ќе им користи понатаму во животот, ако некој од нив сака да се запише на факултетот за драмски уметности. Интересот за изучување на пантомимата во државата не е на завидно ниво. Преку организирање на фестивалот за пантомима и физички театар, што Ѓоргиев го организира по 12 пат во Скопје, и преку вакви работилници, тој се обидува да ја приближи пантомимата до младите актери. Бидејќи се работи за невербален јазик, значи можеме да појдеме во Кина, во Јапонија, било каде во светот, да одиграме представа на јазикот на пантомимата и сите да не разберат. Значи јас под моето лично искуство, гостувајќи во Кина, во Шангај 2007 година, најдов на прекрасен прием. На почеток бев скептичен, бидејќи познавајќи ја не толку многу кинеската култура, бев вчудоневиден дека таква една нација која што има 5000 годишна културна традиција, не е толку популарен жанр кај нив, па дури и вербалниот театар не е толку застапен. Сепак, навистина, не само јас, туку и моите колеги од Австралија, од Америка не идува на прекрасен прием,
нормално, невербалниот јазик и она, ако го преточиш во убава сценска игра, сите го разбираат. Инаку учеството во работилниците е бесплатно и истите ќе траат од 20 до 22 август и од 27 до 29 август. Во текот на 6 работни дена ќе бидат презентирани техники од областа на пантомимата, како и значење и употребливост на овој жанр во вербалниот театар. Преку игра и специфични етиди, Трајче Ѓоргиев ќе се обиде на младата театарска популација од Кучани да ја го приближи овој жанр. Следува информацијата од спортот. Фудбалската школа Фудбал Старс од Кучани ги започна подготовките за настапот во предстојното првенство во детската и јуниорската лига на Македонија. Тренинзите се изведуваат на теренот во Горни Подлог, а покрај одигрувањето пријателски надпревари, екипата викендов ќе учествува и на меѓународен турнир во Неготино. Фудбалската школа Фудбал Старс ги реализира редовните тренинзи и подготовките за настап во предстојното првенство. Поголем број млади фудбалери кои се надпреваруваат во различни категории на детската и јуниорската лига тренираат на игралиштето во Горни Подлог, кое што клубот го користи како домашен терен. И покрај високите дневни температури, подготовките се без поголеми проблеми. Се играат и пријателски надпревари, а се најавува учество и на турнири. За двата дена од престојниот викенд пријавено е учеството на екипите од генерациите 2009 и 2010 на четвртиот традиционален меѓународен младински турнир Зоран Недев Фелер Куп, што ќе се одржи во Неготино. Од стручниот штаб на Фудбал Старс велат дека се задоволни од досегашната работа со младите генерации фудбалери, посебно што клубот располага со талентирани играчи, што е задоволство и за тренерите кои работат со најмладите категории. Како подршка за досегашните успеси на екипите, Фудбал Старс доби донација во спортска опрема комплет дресови од неколку компании и поединци од Кочани. Се најавува дека наскоро слична подршка за фудбалската школа ќе дадат и селеници кои работат и живеат во Италија и Германија. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.